Денес имавме чест да бидеме посетени од страна на дел од советниците на Советот на општина Струмица пред почетокот на новата наставна учебна година 2015-2016. Знаете, нашето училиште е најстарото училиште во градот Струмица, во кое наставата се изведува на два наставни јазика, на македонски и турски наставен јазик, од кои од прво до пето оделение на македонски и турски наставен јазик и од прво до девето оделение на македонски наставен јазик. Во склоп на нашето училиште имаме уште две училишта, во подрачно училиште во село Рич и подрачно училиште во село Попчево. Нашето училиште овозможува стекнување на квалитетни знаења за сите ученици, без разлика на полот и на верската религиозна припадност. Ние сме вклучени во повеќе проекти, од кои нашето училиште е вклучено во проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, проектот за професионален и кариерен развој на наставниците, а исто така од ова учебна година започнува и реализацијата на проектот со читање до лидерство од страна на Фондацијата за образование и културни иницијативи Чекор по Чекор во соработка со Министерството за образование и наука. Во текот на летниот период вршевме повеќе подготовки за текот на оваа наставна учебна година, од кои набавка на училишен инвентар во училиштето, набавка на нагледни средства за програмата на оделенска настава по Кембридж, молирисување и фарбање на вратите во училиштето, а исто така и молирисување во подрачните училишта во село Рич и во село Попчево. Направивме монтажа на урбана опрема за паркирање на велосипеди, а исто така во тек е набавка на ПВЦ врати во санитарните јазли. Во тек е дезинфекција и дератизација на училиштето. Исто така распоредот е готов за новата наставна програма, значи за 2015 и 2016 година. Како проблем со кој се соочува нашето училиште, како и голем дел на училишта во Република Македонија, е исилувањето на дел на семејствата кои заминуваат во странство. Со тоа се намалува и нашата бројка на училиште, на дел на учениците, посебно сега за прво оделение, а исто така и со оглед на тоа дека нашето училиште е сместено во периферните делови на градот, голем дел од родителите се иселуваат во централните делови на градот. Исто така како проблем го имаме и проблемот со иселување на моментално на дел од учениците од турската популација кои бараат азил во странство, но во текот на наставната година се враќаат. Вака, во текот на летниот распуст, обидувајќи се да ги подобриме условите за работа како на учениците, така и на вработените, направивме еден план за реновирање на дел од училишната зграда. Така да во тој период имавме обилување на 5000 квадратни метри, и тоа училници, ходници и скаличен простор. Освен тоа, направивме и замена на одреден дел на застаклени простории и ходници со замена на алуминиумски профили и стакла. Сето тоа се надеваме дека до 1 септември успешно ќе го завршиме. Можеби ќе ни остане еден дел од работилниците каде очекуваме и тоа да го направиме до 15 септември. Сето тоа го правиме од наменски средства и собствени средства, бидејќи училиштето има и собствени средства, така да еден дел од трошковите ги покриваме и од собствените средства. Освен тоа, имаме изготвување и уредување на училниците со завеси, бидејќи предниот дел е изложен на сонце, така да сметам и тоа ќе го завршиме до 1 септември. Колку слободни места ви остана? Трае ли уште завршување? Значи, и вториот уписен рок е завршен, меѓутоа се уште има слободни места. Пополнети се само две струки, и тоа во електрострука и во машинска струка по една паралелка, додека во сите останати струки имаме слободни места или имаме некаде околу 85 до 90 слободни места. Меѓутоа се надевам дека без разлика што има и паралелки со по 25 ученика, имаме две паралелки со 15 и 18 ученика, ќе добиеме согласност за овие ученици, или пак ги повикувам сите ученици кои се немат запишено во средно училиште да дојдат, бидејќи сепак тоа е стручно училиште, добро училиште, и се надевам дека ќе го најдат своето место, а со тоа ќе овозможат и за себе, а и за нас успешна работа. Во пресред на новата учебна година
советниците од Социјалдемократскиот сојуз, значи ги посетивме основните и средните општински училишта, чишто основач е општина Струмица, со цел за утврдување на фактичката состојба и подготвеност на истите за започнување на воспитно-образовниот процес и новата учебна година. Како што знаеме, општина Струмица има доста развиена образовна структура, значи има 9 основни училишта, 14 подрачни, 3 средни училишта и има доста, значи, воспитно-образовни установи кои што екзистираат, значи, на ова подрачје долго време и знаеме дека има потреба од една континуирана, значи, капитална обнова на истите, значи доградба, изградба, реконструкција. Знаеме дека исто така ова е во надлежност, значи, на Министерството за образование и наука. Во овие капитални, значи, инвестиции, барањето, значи, обично овие училишта поднесуваат барање, значи, до Министерство за образование и наука и се надевам дека во наредниот период ќе имаме можност, значи, да имаме поголем слух и разбирање од Министерство за образование и наука и покрај тоа што училиштата, значи, голем дел од своите средства, од самофинансирачките активности, од наменските средства, се разбира со поддршка од буџетот на општина Струмица, значи започнуваат доста, значи, активности и опфати, еве како што денес сме сведоци на еден поголем опфат во ова средно општинско училиште, тоа е замена на прозорците. Се надевам дека во иднина, значи, ќе се размислува уште повеќе, значи, за инвестирање во овие капитални проекти со цел подобрување на условите во кои што, значи, се одвива воспитно-образовниот процес. Она кој што имавме можност да го видиме, значи, посетувајќи ги општинските и средните училишта, е тоа дека претежно условите се постигнати за започнување на наставната програма. Во однос на уписите, морам да нагласам дека има малку проблем во однос на она кој што го видовме во запишувањето на ученици од турската националност, секој пат каснат малку повеќе. Ќе искористам оваа прилика, еве како председател на Комисијата за образование, да упатаме на апел да тие побрзаат со уписите. А она кој што морам да го нагласам е тоа дека спрема статистичките податоци, бројот на учениците кој што требаше да биде запишан во прво оделение, значи оваа година, спрема возраста е значително намален, значи има тенденција на опаѓање, особено во последните 5 години, што е навистина загрижувачки и што можеме да го поврземе со фактот дека имаме еден одлив на млади луѓе, млади родители, значи надвор од земјата и проблем кој што навистина ние како земја и како општина и општо заедно мора да го решаваме и кој што постои генерално и во другите општини. Во однос на условите, значи активностите кои што се потребни за започнување на наставната програма, значи тоа се варосување, молирисување, чистење, одржување на училишните дворови, дезинфекција, дератизација, комплетно, значи, наставни програми, значи, расположлив наставен кадар, пополнување, значи, на релативно училишните паралелки. Сметаме дека постојат значително задоволувачки услови и се надеваме дека еве од 1 септември ќе започне успешно, значи, да функционира воспитно-образовниот процес во општина Струмица. Благодарам.